Продолжуваме со разговор во студиото. Ние овдека за време на рекламите убаво се распрекажавме, се освеживме со секако утрински напиток. Верувам дека и вие си го пиете вашиот заедно со нас. И еве во овој дел ќе им дадеме да излечат некои прашања, па да видиме какви прашања ќе излечат и какви одговори ќе ни дадат. Бидејќи господин Чокревски, вие сте не едно машко сега во друштвото, да ви дадеме предност први да бирате. А шо е ова? Прашања. Сега ќе видите што. Сега. Хајде да До сега зборевте што зборевте. Зборевте што зборевте. Извлечете си професорка и ви едно и секако Девана ти. Нема избор за Девана, ама... Да. Има, Има. добро. Јавче подготвила повеќе. Вече не сакаш и ти? Имам два. Ајде, ово нека биде. Ете така. Кој сака прв слободно нека почна. Да. Да. Добро, вика прашањето, кога не ви се допаѓа нешто, дали имате храброст да го кажете вашето мислење или вешто го криете тоа? Јас одма го знам одговорот за вас. Сега јас исто. Па добро, јас сум малку директен човек и сакам да бидам директен и искрен. Така. И мислам дека сокривањето на вистината е проблем и кога и да ќе излезе. А особено со она кое што вие се занимавате. Па, добро. Дека нема случајности, како сами си го извлековте ово прашање? Ја читам овака, имаме X-ray очи. Меѓутоа, со годините имам научено дека некои работи кои што се вистина не морат секој пат да бидат директно кажани, затоа што може да повредат некого. Так. И во тој смисол, ако вистината може на некој начин да го повреди соговорникот, пријателот или било кој, може би не е најпаметно секој пат во очи да му се кажува на секого се. Али ако може Важен е начинот и пристапот секогаш. Нели мислам дека можат секогаш да се најдат соодветни зборови да се каже вистината, а да не повреди. Комуникацијата е наука и професорката ќе ме потврди и начинот на кој што се кажуваат работите има дипломатски начин. Јас пишувам многу извештаи за светски организации, сега правиме оценка на некои работи таму и треба директно во фаца да им кажеш, абе немате ништо за никаде сте. Ама тоа одоколу. Политички коректно да е. Па добро, политички, ама секако да не бидат навредени луѓето и често пати ако треба некој да биде, кажеме, студент или некој кој што си го анализирал и го ценуваш, ако крајната идеја да го стимулираш, а не да го утепаш, тогаш може би тоа што треба да се соопшти на некој по-мек, по-заокружен начин, да не биде... Да не се демотивира. Тоа се работи кои што треба да се избалансираат. Најлесно е, бам, кажи му, јас си кажа, па ти што сакаш прави. Не е така. Ако добро, ама ако пак кажам, ако проценката дека јас треба еден студент, да кажем, или некоја земја што ја оценувам по светов, да ја стимулирам да почнат нешто да работат, ако ги исплукам, ако ги навредам, ако им ја кажам вистината која што е сурова, тие веќе никој пат нема да пробаат нешто да прават. Да, интересира сама пред да го слушаме професорка вашето прашање, што ќе одговорите вие на ова? Како да кажам, многу се сложувам со професор Чокревски дека треба да се биде внимателен во комуницирањето. Мојот сопруг понекогаш има право кога вели имаш 300 одговори за различити луѓе. И јас навистина во комуникацијата со различитите луѓе сум исто различита. Многу ценам кога ќе се најдам соговорник кој е соодветен по некое прашање со моето мислење. Ама понекогаш кога ќе видам дека не можам баш многу да се расправам, си помолчувам, го слушам и велам добро, може и така. Да. Се прилагодувате, значи. Да, може и така. Да, ајде да го слушнеме сега вашето прашање. Моето прашање е невообичаена случка која никогаш нема да ја заборавите. Значи, јас имам 63,5 години и поприлично случки имам. Но, ајде да не издвојуваме некоја посебна. Сега, додека ги излекувавме ливчињата, се подсетив на времето на студирање. Тогаш беше вообичаено, кога ќе влезете на испит, да има ливчиња вака здиплени со 3 прашања и да стојат вака и вие си влечете едно ливче. Некогаш е отворено целото и вака стои, не ги гледате прашањата се расправи и влечете. И сега тоа е, да не речем, лутрија. Јас и ден денес верувам дека нема студент кој знае се и кој не може да му се случи да не може во моментот да одговори. Тогаш беше тоа
катастрофа, луѓето се откажуваа студентите. Сега тоа не е така. Имаме време, имаме помалку студенти и ние им дозволуваме на студентите да поразмислат. Можеби ние да го почнеме одговорот, па тие да се подсетат. Некако поинаку сето тоа се одвива. За овие 36 години колку што сум на факултетот вработена, навистина тоа се смени. И веднаш се сетив на една случка која мене како студент ми се случи. Полагавме антропогеографија или социјална географија, значи население и населби. И кај професорот Митко Панов, еден познат професор од времето, и ми влечам јас прашање, првото прашање е предмет и задачи на социјалната географија. Јас во принцип никогаш не ги учев тие први лекции, ама буквално никогаш. Ја прочитав еднаш, но не седнував да посветам внимание. И му велам на професорот, станувам да излезам, ако не ги знаете трите прашања, нема што да разговарате со професорот. И тој вели каде? И јас велам првото прашање не го знам, а останатите две, а третото беше бројно движење на населението во Македонија. И тоа беше прашање кое содржеше многу податоци и кои требаше да ги знаете вие како студент. Сега гледам дека тоа е вежба во суштина за учење, за читање. Не дека вие ќе ги запамтите за цел живот тие бројки, туку просто го вежбате мозокот. И јас велам, тој вели, навистина цела книга ја знаеш, а не знаеш првото прашање, навистина велам. И вели, седни тука. А одговарате секогаш со уште двајца колеги, по тројца обично влегувавме во кабинет. И завршија тие двајца и тој не ги пушти да излезат и почна мене да ме испрашува. Ама не прашања кои се од поставените во оваа форма, студентски, значи школски, туку просто тој конструираше некакви прашања за да види колку јас ја познавам материјата генерално. И тоа беше навистина солиден професор, како и многу други од тоа време, во тој период, кој навистина рече ти го знаеш овој материјал. Ама 10 вели не можам да ставам, ќе ставам 9. И јас велам одлично. И јас задоволна и професорот задоволен. Така што инаку има многу случаи кои имаме можност да ги доживееме јас и студентите или било кој од моите колеги, кои ни се случуваат на терен, кога истражуваме во најмногу во руралните средини, се уште сме во фокусот ги имаме руралните средини, зашто тоа гледаме дека некако ни заминува и нема веќе живи луѓе да ги собереме тие материјали кои треба да стојат во нашиот архив на Институтот за етнологија и антропологија, како материјал кој допрва ќе се истражува во смисла напишувани текстови и секогаш има и случувања со студентите и јас во почетокот кога почнав да водам студентски групи на истражување, кога водите 20 студенти на истражување во едно село, тогаш тие треба да им бидете достапна цело време. Значи не можете вие баш толку многу да истражувате, туку треба за било каков проблем да знаат каде да ве пронајдат. И јас велам, јас одам на гробиштата. И тие сите знаат каде се гробиштата во селото. И таму се истражува се. Символика, возрастните граници помеѓу брачните партнери, луѓе кои стојат на сликата починати во народни носи облечени. Многу символика содржат гробиштата и многу информации може од таму да се соберат, без да прашувате никого. И кога во Словенија истото тоа продолжив да го работам, инаку 10 години соработувавме со Институтот за етнологија и културна антропологија на Љубљанскиот универзитет. Исто така, и колешката Јелка Пшајт која не возеше, таа велеше, тебе Мирија на твои информатори увек чекају. Така што тоа беше една фраза која последна ме оставаше. Не бегаат од гробиштава. Така, тоа беше една. Добро, интересно, ви благодарам многу. Девана, кој е твоето прашање? Кога би имале можност да смените професијата, што би работеле друго? Па јас искрено мислам дека сум таков тип на човек што со уметност увек секогаш би можела да се занимавам. Ама еве, доколку не би работела, би била глумица, например, ако не би била пејачка, тоа сакав првично да го запишам на факултет. Меѓутоа ајде дека веќе бев оперско пеење, дека веќе студирав, па сакав дека веќе бев во средно музичко, па продолжив оперско пеење.
Инаку, ако не би била пејачка и глумица, би била, можеби, би работела во библиотека и по цел ден би се читала книги. Мислам дека тоа ми е она Баш убаво. Па добро. интересно. Мирувачка активност. Да, да. Така. Пред да продолжиме со фотографиите, професорке Мирјана, еден поздрав од нашата Драгче. А, да, и кај мене Благодарам, да си ја познавам. Голем поздрав, да, до Драгче не Благодарам, гледам. познај од мене или до не. Не се кире ке тие да чуваме, заготвиме со Драгче, но ајде, како што е редот, да ги погледаме фотографиите кои што нашите гости ги издвоја и денеска ќе ги сподела со вас и со некој збор два истите ќе ги прокоментираат. Започнеме со фотографиите на господин Чукревски, да видиме што тој ќе сподели нешто интересно кое што ете го работи, нешто од тука, нешто поврзано со храна, со вино, ма да видиме што одбравте. Добро, ова се писано, не се по редослед ставени. Ова е посета на една многу убава винарија во Пиемонте, каде што собственикот е еден од најпознатите вајнмейкери. Ние кога одиме на 2 годишното, тоа е биенале на Тера Мадре, светскиот салон и светскиот фестивал, обично одиме и во посета на некои винари. Така. И ќе видиме некои слики, ајде одите. Да. А тука се, на оваа слика се сите познати шефови кои што готвеле во винаријата, Мишелин стар, и тука се ставени познати фаци, сега ја не се сеќам точно кој беа, меѓутоа стварно неколку се врни светски шефови. Тој не повика, ај одите понатака, ќе ви кажам, ќе дојде муабетот. Да, добро. Сликите? Овие двајца ги знаете, нарочно тој левиот. Заедно бевме во таа винарија и тие се исто членови на нашиот конвивиум Скопје, Slow Food, и се поддржувачи на Slow Food и стално одиме заедно. Таа година и Бранко дојде со нас и беше воодушевен, иначе тој е исто и вински витез и поддржувачи на винска култура и така натаму. И брат му, со кого сме исто многу блиски другари, ги бркаме работите понатака. Верувам дека убаво ви поминува времето. Весело. Во винаријата, цело Пиемонте го одржуваат македонци, кои што работат во лозјата. И главниот ампелолог, или како да кажам, лозар таму е од Кочани или Виница. Така. И кога му се јави Бранко, баце ме знаеш ли? Одма дојде да се видиме. А сестрата на овој собственикот на 3-4 винари има во Тоскана, ни готвеше и бевме гости на таа винарија. Тука е фактички оваа винарија е за производство на Москато ди Асти, тоа е пенливо вино. И ако ги гледате овие како полици што се за вино, во процесот на ферментација на Тоа е на традиционален начин што е? Да, на тоа е брутно. И тие се вртат. Овој што ги врти исто македонец, шампион во брзина на вртење, не знам колку. И сега по 1/4 треба да се свртат? Па има по колку се вртат, на колку дена точно. Секоја винарија си има своја шема. Сакам да кажам дека вие човек, наш човек. Ете, така. Наш човек е најбрзиот вртач на шетање. Во многу винари тоа е веќе ставено автоматски и се вртат нели на специјални колици, ама овие сакаат да задржат. Ова е некој замок кој што го има некој фашиста, па УНЕСКО го има земено и на крај го има купено оваа винарија Ла Спинета се вика. Ова е посета бевме на пршутарија, како се сушат пршути, ова е исто во Пиемонте. За време на тоа биеналето што одиме на секои 2 години во Торино, ама тогаш ги користиме, земаме рентакари, одиме и во винари, и во пршутари, одиме, посетуваме разни ресторани и така натаму. И тоа е супер. Има таму, ај понатака? Да, овие пршите убавите во Ова е веќе производство на сирења. Значи и вакви работи посетуваме, потполно гастрономско. Гледате, ова се визби кои што ова е во еден ресторан каде што тука ги чуваат. Во самиот ресторан? Во самиот ресторан. Ќе оди понатака, не ми се ставени. Ова е на Тера Мадре на тој. Има една улица цела е со стритфуд, не со фастфуд, него со стритфуд. Така. И локални специјалитети со локални, да кажеме, пршута од дива свиња, не знам, со ова, со она, ваков специјалитет од тао, заштитени работи. И е специфичен стритфуд. Одете понатака.
е колку се редиците за тој стрит фуд. Да чекате да дојдете до да земете. Да влизат во... Да, ова е еден площад пред Палацо Реале во Пиемонте, каде што ги има тие како камиончиња со таква стрит фуд, ама специфична slow food, стрит фуд. Така. Ми потекаа лиги, ми се пријаде. Ова е веќе посета на винарија. Ова мислам дека се измешани се сликите, се измешани, не се по редослед. Ова е винарија во... Не се по ваш редослед, по наш се. По ваш се, да. Ама добро, знам отприлике што е. Ова е во... Мислам дека е во винарија во Грузија. Грузија знаете дека е земјата кај што се најдени најстарите артефакти за производство на вино. И тој им е национален празник. Така и тоа вака се со бајажина? Овие се архиви кои што се во длабоки подруми, каде што нема промена на влажност, на температура, нема потреси, нема ништо. Има една ваква интересна винарија, не знам дали имам слика тука негде, во Молдавија. Ова е исто во Грузија. Они пред 8000 години е првото вино, првите артефакти, и они тоа го слават затоа што се најмногу ради тоа што се пред ерменците, пошто се цело време ривали околу виното. Понатака. Ова е веќе во Кенија. Во Кенија, Кенија е еден од интересните производители на кафе. Јас едно време работев во Етиопија, кај што е мајката земја на кафето, кај што потекнува кафето, и пробував, работев во нивното Министерство за земјоделство, пак по овие животни, по обележувањата. Меѓутоа се обидував да стапам во контакт со тие дегустаторите на кафе што се. Така. И блендерите, ама тоа е као, не знам, као тајни здруженија се не даваат никој да припари, не сака ништо не пренесуваат. На две раце може да се изброат тие врвните што се блендери за кафе и дегустатори. И тоа се, ако ги има јадници, стотици илјади за вино, овие се на две раце. Кафето е голема приказка. Така. И со тоа ме интересира, како што гледам. Ова е повторно во Грузија. Тие го прават виното во амфори. Ова се. Да, квеври. И тие ги закопуваат во земја токму поради одржување на температура и ги запечатуваат. И тие се глинени. И глината има свој процес на давање на Значи не во дрво, во глина. Во глина, да. Има и такви традиционални. Ова е некаде на скијање беше. Ова е во Аоста. Има ли место кај што идете да не посетите вакво нешто? Не. Едно од темите на Slow Food е оваа година и Slow Food Travel. Така. Да. И најголемиот, јас патувам многу по светот со екипа на пријатели и ние добар дел од нашето, ние се викаме гастрономади, добар дел од нашето време во посетите во Африка, во Азија, во Јужна Америка, ни се посветени на храна, на вино, на кафе и на такви работи. Одиме во ресторани и може би имам потрошен еден стан по тие. Ова се исто тие, ова е музеј. За разлика од кај нас, грузиците имаат многу гордост на виното, и имаат национален музеј кој што е во состав на нивното како Министерство за земјоделство, каде што ги чуваат сите овие артефакти и стомни за производство на вино. Таму беа и оние шишињата во подрум. Понатака? Ова е во Кенија, пак. Има еден ресторан кој што е историски ресторан во цела Африка. Беше на времето најдобар ресторан, каде што на овој начин, на мачеви, на жар, печат разни видови на месо. И тука прв пат во овој ресторан имам пробано крокодилско месо. Интересно, нешто помеѓу риба и пилешко. Ова е корејски ресторан, мислам дека беше на Филипини. И тука ги даваат месата, сами си ги подготвуваш во оваа централно во коскарата корејска, со милиарда за чинчиња, кимчи, мимчи, сосови и така натаму. Понатака? Добро. Многу интересни фотографии. Ова е, па не, јас само до половина имам тие старите, не знам, на друг хард диск ми беа, не ги најдов. Че цела сезона ни треба за вас. Треба. Ова е една дегустациона маса, каде што се собираат овака луѓе и во тој музеот што е за музеот за вино во Грузија. Значи како го направено во визба со гледате со тие арковите понатака. Убава се.
Ова се пак е квеврите, тие армфорите понатака. Ова сега ходи, во јуни снимавме, има една емисија на друга телевизија, не знам дали треба да го кажам, ама... Па не мора. Добро, во стил на Мастершеф, на натпреварување на готвачи, со... Многу готвачи, Коджак е тука и... Коджак и со шеф Коджак и шеф Филип Чаловски. Со нив ние сме заедното жири кој што ги оценува. Ова беше летоска, сега мислам дека одат понатака. Сега се емитува, да. Ова е во Узбекистан, што ви реков. Нивното национално јадење се вика плов. Да. Плов е ориз, ама е со 350 чуда зачини и плюс се додава месо. И тие го готват во вакви огромни казани. Сега тоа велам колкав сат е ова. И за тоа така некако плови, они го мешаат. Не, плов е као пилау, као пилау на индиски, пилјав на турски, Да. пилав на македонски, Да. Па така, пилав, али да. тоа е такво ориентално и јадење, али идејата е дека наводно Александар Македонски кога одел во освојување, им нарачал на готвачите да измислат јадење кое што ќе ги држи до долго време во војниците заситени. Да. И ова е на разни масла, па дури и од памук семето масло, па има разни видови со месо, али многу вкусно јадење и ако прашате некој што бил во бивши Советски сојуз, плов, супер тоа е. Ја имам зачини дома го готвам, ама на македонски Начин. начин. Прилагоден. На Рибата толку ја зборува. на секое патување, а одам ке има и неколку други слики. Розови се Одам овие пазари. гледам. Ова е одев на некоја мисија, бевме во Соломон Айландс. Тоа е на кога ќе дупчите во планетава и кога ќе излезете на другата страна, тие се во Пацификот. И таму бев на некоја мисија од светската ветеринарна организација. И ова е пазар за риби. Што беше понатака? Тоа е таму на крај на светот. Ова е на Slow Cheese. Значи Slow Food на 2 години е Тера Мадре со сите работи и Салоне del Gusto е каде што сите регии од Италија ги изложуваат своите традиционални специјалитети. А ова е Slow Cheese, преку секоја година па Slow Cheese во едно друго градче до Торино, каде што од цел свет производителите на сирења изложуваат и ние одиме таму и имавме пред 2 години имавме одличен настап и јас држев една работилница на спојување на македонски јадења со сирење со македонски вина. Во една огромна сала, многу интересно беше. Немав сега тука не можев на хардис да ги најдам кај ми се фотографиите, ама некоја се една прилика. Понатака? Така. Да, мислам, Вака до утре ќе Тофу, не да, фати. да, Ајде понатака да нема нешто, има 350. Има многу, да, но така да ги погледнеме фотографиите од професорката Миријана, да видиме вие кај сте прочитали. Да. Ова е една конференција што ја организираше еден невладин сектор Метаморфозис за лажните вести и една многу успешна институција која се занимава со оваа проблематика многу сериозно. Така што јас бев таму да слушам, имаше различити предавања кои бе. Ова е карневалот во Риека, во Патија е сликано, во Риека е сликано со еден од учесниците на карневалот. Ова сме на 55 годишнината од Кочараци на ансамблот. Јас и мојот сопруг, таа во коцкичката сум јас, а мојот сопруг е прв. И јас сум втора, со оваа висина имаше и повисока девојка од мене во ансамблот на тоа време. Зарем. Да. Да. Ова е една презентација во Охрид, која се организираше за едукација на наставниците кои работат со различни етнички заедници. Теорија на идентитет е во прашање во однос на етнолошко-антрополошко истражување ако дискутираме, но беше направено, презентирано на ниво на кое име на нив потребно. Инаку кошулата што ја носам е од мојата свекрва, таа е од Инџиково беше по потекло. И беше голема жена исто како јас и мене ми е точна, иако добар дел од народната носи од кошулите денес не ми се точни. Па добро. Ова е паланечко, теренско истражување со нашите студенти. Ова е една од соговорничките со кои сме разговарале.
И Паланечко беше еден подолг проект кој Институтот за етнологија и антропологија со студентите заедно го работеше во тек на 4 години, кога имавме по 30 на студенти, се организиравме во секоја генерација, па се организиравме по 15 студенти на терен и тоа траеше подолго време. Да речеме некои 20 на дена во мај месец. Ова е еден од проектите исто така што Институтот за етнологија и антропологија ги имаше за едукација или за некакво мало запознавање на најмалите членови на нашето општество, дечиња од градинка во последната група пред тргнување на училиште, кога добар дел од нив си носеа од дома некои предмети кои се делови од народна носија и ние им кажувавме како во суштина да ги облечат. Да. Убаво изгледаат сите. Убаво изгледаат, навистина. Ова е Вълчнов, место во Чешка, каде што во Брно се одржуваше еден симпозиум и таму еден ден имавме нека организација која треба да ни покаже нешто. Ова беше фестивал кој се нарекува Језда краљу и таму имаше просто една огромна ревија на народни носи од Чешка. Тоа беше рај за очи. Таму можеше да се види колку се разликите големи помеѓу народните носи и кај нив, иако ние кога ќе видиме ваква една носија, велиме аха, чешка или словачка, и не можеме да разбереме дека во суштина има многу разлика и двотамошните народни носи. Вистина убава презентација, има многу фотографии од овој простор таму. И таму открив колку е сроден чешкиот јазик со македонскиот. Да. Колку може, доколку знаете, да речеме македонски, српски, хрватски, босанско-црногорски, тој сите ги знаеме. Така. И тоа е една традиција која навистина добро ја одржуваат, многу изрекламирана. Ова е група од Литванија која учествуваше на еден фолклорен фестивал во Лвов, пред некои 15 можеби години и повеќе, кога таму од наша страна учествуваше културно-уметничкото друштво Дримко од Вевчани. Имаше и симпозиум, но симпозиумот предвидуваше секој од учесниците да донесе по еден фолклорен ансамбл. И јас ги имав земе од рурална средина. И јас ги имав земено културно-уметничкото друштво Дримко, кое е навистина едно културно-уметничко друштво со долго постоење и со навистина посветување на традицијата, изворната традиција од тој регион. Ова сме јас и мојот сопруг, 80-тите години, на кејот на Вардар, во период кога се уште се организираше дочек на штафета, 1, 2, 3, многу штафети имаше, нели? Скопска блаки или како се? Ова е, играта е Народна фантазија, Битолско поле, мислам дека е носијата. И кореографија која игравме ние како ансамбл Кочараци. Многу одамна. Ова е една теренска работа со студентите од етнологија и антропологија во Режановце, каде што на времето во црквата во Режановце живееше Злате Давидковски, кој има една збирка на народни носи, но не средена, доволно добра. Имаше по некои носи од регионов, од Македонија, па и од Јужна Србија, кои тој ги добивал како подарок. И недобро склопени, недобро заштитени. Тоа беше проект на Кумановскиот музеј, ние учествувавме во него и ја средувавме таа збирка. Ова е Ургјуп, значи Централна Анадолија, каде што има едно село, се вика Мустафа Паша, каде што живеат македонци кои се со Лозанскиот договор на размена на население помеѓу Отоманската империја од една страна и Грција, од друга страна на муслиманско население, независно од етничката припадност. Се вратија грците од овој простор кој го населувале долги години, долги децени и векови и замената вклучуваше македонци од селото Жеревен и Костурско кои живеат во ова село и кои се уште го познаваат македонскиот јазик, се уште практикуваат народна традиција која овде е веќе заборавена. Имам многу материјали од овој простор таму и навистина некако започнав да пишувам некаква книга која ќе го опфати тоа население таму, бидејќи ние кога зборуваме за егејци, нели зборуваме за последнава депортација на нашето население македонско од тој простор преку граѓанската војна 47 година.
Но ова е население кое е раселено 23-24 година преку таа размена која имаше Грција со Турција. Така ви благодарам многу за сето на кое што го споделите. А сега да погледнеме и нека фотографија од Етевана. Ајде. Само момент, па това фотографиите, еве ги. Вау. Ова ми е од снимањето на спотот. Па рече не си се допаѓаш, не си била убава. Само што сакам да кажам. Добро, сега да Од го извадиле лаги, така, последно. Па не си била задоволна. Го извадиле најдоброто од мене, го спомнав тоа претходно. И стилистот си ја завршил работата. Апсолутно. Ова? Ова ми е од раѓањето на синчето во тука сум на клиника за гинекологија. Ова мислам дека е некои 2-3 сата од кога се роди. Така. Да, пресладко. Ова е од годинава. Ова е кирка ми. Тука и славиме, мислам 4 години тука и правиме роден ден. Како е таа со брачето? Прекрасно е. Го чува, тоа е нејзино бебе. Така да мислам дека Како кукла го третира? Не, си го чува, си го храни, си го успива. Буквално се однесува со него како да му е мајка. И тоа е супер и ми се допаѓа таа разлика. Овде сме со сопругот и со мојот пријателка на виенски бал. Мислам дека е преклани, да, пошто овој виенски бал бев трудна, така да најверојатно од претходната година 2023 мислам дека е ова. Не, 2024 се извинувам, 2026 да. Ова е миленичето на другарка ми од претходната фотографија. Деле, јас прво мислев татоважа, па вака погледнав два пати. Не, змија и малку ми беше шуга, ама никако се опуштив кога веќе... А зошто е ова? За некоја фотосесија или? Не, ова е милениче на другарка ми. Сега ќе дојдам на кафе да го видам миленичето. Сега е малку поголемко. Овде е бебе, иначе змија. Бебе е змијата. Овде сме на свадба кај со лепа Брена, кај да наш заеднички пријател. И си поминавме прекрасно, мислам дека едно од најдобрите поминувања во мојот живот, кај што не сум пеела. Јас. Пееше, ама од публика. Да, се уживав. Ова е на некој прием, мислам, на британска амбасада, пошто маж ми е нешто поврзан со дипломатија, па така понекогаш знае да му однесе на некој прием. И па што понекогаш оди си на сите? Кога имам време. Ова е... Од друго време ова нешто? Не, ова е 2022, мислам и... Да, 2022, тука сме на некој роден ден со две другарки сликани. Ќе се бавувате, си пеете. Да, ова ми е исто една многу добра другарка. Исто во кафич негде уживаме. Добро, имаме уште нешто. Ова е од 1 април, мислам 2021 или 2022. Во некој друг живот што би рекла од срце. Добро, ова се некој баскетбол, веројатно. Да. Сакаш да се трансформира. Ова е позирав пред, мислам 2018 за едно списание чисто као модел. И случајно се најдов во списание, онака го отварам, само негде, не знам... Ма насловов, вика, кој е... Не, тоа се како оние приказни, не, оние приказни што се како измислени, како приказни, нели? Так, како фикција, да. Не. Само значи твојата фотографија е искористија за ова. Да, мојата фотографија као луѓе што се пишуваат приказни во списанието. Во списание, да. Да, спомена глума. Што би глумила? Што би глумила? Во спот твој. Во хорор, вели. Не, што би глумела? Се би глумела. Трилер, драма. Се би глумела. Мислам дека добар глумец, глумецот е добар ако може да се снајде во секоја улога. Така. И сега искрено баш ми е жал што ета не го работам тоа, стварно
Па може ќе дојде секако прилика и за тоа. Малку сум постара за тоа. Како да не, Јас не сум согласна. никогаш не е доцна за ништо. Тука ќе ви мора да ви се заблагодарам Времето ни е за многу кратко. Да. За одвоеното време ви благодарам многу што ни бевте гости и што споделивте она кое што вие во вашата професија го работите. Секако ќе ви посакаме успех и да се гледаме за убави работи, среќни празници и така се гледаме во некоја друга прилика.